Следното законско решение, кое што е сега предмет на преговори помеѓу политичките партии, е решение за кое што ние не бевме консултирани и кое што битно одстапува од она што претходно го наведов. Во претходните, да речам, нацрт решенија, не можам да кажам дека не бевме вклучени, ние еднаш реагиравме, па одржавме состанок со Министерката за правда, меѓутоа со ова последно законско решение не бевме запознати, знаете дека тоа дојде некако преку ноќ, во летен период, еве се предвидува да се носи законот во скратена постапка. Се тоа работи за кои што ние во изминатите неколку години бурно реагиравме. Ваков закон не може да се носи во скратена постапка, ваков закон не треба да биде резултат на политички преговарања, односно преговори помеѓу партиите. Она што за нас е сепак најважно е да се покаже вистинска волја дека оваа влада ќе се бори против корупцијата. Без оглед на тоа каков закон ќе се донесе, доколку не постои таква волја, ние нема да можеме да се справиме со феноменот на неказнивост, феномен кој што ни се провлекува години наназад, кој што беше една од главните карактеристики во времето на владењето на ВМРО ДПМН. Од тука сметам дека беше навистина важно да се отвори јавна расправа за овој закон и да се слушнати експертските мислења. Очигледно веќе е многу касно за такво нешто, но ние како граѓански организации кои што ги следиме овие процеси сме должни да го кажеме нашето мислење за овој закон. Што се однесува до случајот рекет, според наше мислење тој отвара простор во кој што ние треба да видиме дали навистина органите на прогонот сакаат овој случај доследно и до крај да го истераат. Она што нас не загрижува е дека во јавноста постојано, значи на дневна основа, се шират информации за действијата кои што се преземаат, што според наше мислење не е во согласност со законот за кривичната постапка, притоа секако дека го загрозува и принципот на презумпција на невиност. Нешто за што ние навистина многу се залагавме, како се сеќавате, постојано реагиравме во времето кога се случува спектакуларните апсења во времето на владењето на Груевски. Ги охрабруваме органите на прогонот да продолжат со истрагата, меѓутоа да водат сметка, да не изнесуваат информации кои што во голема мера и се контрадикторни и при тоа предизвикуваат правна несигурност кај граѓаните. Оставка на два месеца неполни пред истекот на мандатот со тоа што би ја вршала функцијата натаму, стварно не знам искрено како да го искоментирам. До сега се очекуваше од судскиот совет, од новиот состав и од новиот претседател да биде малку поактивен по однос на разрешувањето на случаите за кои што е поднесено знаеме за повеќе суди и во Врховен суд и во другите апелациони и основни судови. Меѓутоа нашата оценка е дека судскиот совет досега посериозни постапки има покренато исклучиво или се врзува исклучиво за оние разрешувања каде што јавното обвинителство покренува обвинителен акт. Значи имаме суспензија на двајца суди, еден од управен суд и на Владимир Панчевски, за кој што се знае дека е покренато обвинение. За другите случаи и покрај тоа што во самиот закон стои дека постапките се итни, вие знаете дека од 2017 од декември уште Советот за факти ги достави тие барања и се уште нема никакви изгледи за окончување на тие постапки, што сметаме дека се исто многу важни, многу битни заради разрешување на сите овие настани и во минатото и можеби и во иднината, посебно околу претседателот на Врховниот суд и мислењата што ги носи Врховниот суд.